Поречиси 3 години војна во Украина, руската опозиција на председателот Путин е на голем крстопат. Со оглед на тоа што истакнати фигури на движењето во екзил и оние кои останаа во Русија, принудени да молчат или да се соочат со затвор, опозицијата се најде без јасно раководство. Еден од главните противници на Путин, Илја Јашин, е во Берлин, каде што престојува по ослободувањето од руски затвор како дел од историската размена во август. В российской оппозиции был лидер Борис Немцов. Его убили. Руската опозиција имаше лидер како Борис Немцов. Тој беше убиен. Руската опозиција имаше уште еден лидер, Алексеј Навални. Беше уапсен и отруен во затвор. Денес не постои обединување околу една личност. Ми се чини дека многу е поважно да се консолидираме околу заедничките вредности. Вредностите на слободата и правдата ги потикнаа барањата на опозицијата на големи ноемвриски демонстрации во Берлин за повлекување на руските трупи од украинската почва, слобода на политичките затвореници во Русија и изведување на Путин пред лицето на правдата. Трансферот на власта во Вашингтон следниот месец е причина за загриженост кај руската опозиција во екзил, која чека да види дали ветувањето на Доналд Трамп за брзо постигнување мир во Украина ќе представува радикална промена во војната и политичка поддршка за Киев. Трамп вети дека ќе стави крај на војната пред да ја преземе функцијата, но не кажа како. За време на предизборната дебата во септември одби да каже дека сака Украина да победи. В Конгресе и демократи, и республиканци. До сега во Конгресот и демократите и републиканците се согласуваат дека Украина мора да биде поддржана, а Путин е агресор. Сега ќе дојде друг председател, но мислиме дека Конгресот ќе продолжува да одлучува за финансирање и ќе продолжи да ја поддржува Украина. Но фокусирањето само на акциите или желбите на новата администрација е погрешно. Велат некои наблюдувачи кои сметаат дека е наивно да се мисли дека Путин сака мир. С его точки зрения сейчас российская армия продвигается. Од гледна точка на Путин, руската армија напреднува, економијата продолжува да се одржува. Кремљ нема потреба од компромиси за сега, но Трамп можеби ќе се обиде. Порано или подоцна и сад ќе се вратат да и помогнат на Украина и војната ќе продолжи. Војната во Украина ескалира пред престојните промени во Вашингтон. Трамп ја презема функцијата на 20 јануари. Во меѓувреме, прогонетите членови на руското антивојно движење се обидуваат да најдат начин да се справат со новата реалност.